Белке, читуван заменик народен правобранител, од целокупната дискусија се увиде дека всушност претходното, односно актуелното законско решение е нефункционално, уште од моментот на негово донесување, со фактот што надлежните институции, вклучително и Министерството за правда, ненавремено ги донело подзаконските акти, односно уште од старт имплементацијата на ова законско решение не тргнало во насока како што треба и според интенцијата на законодавецот. Дополнително на тоа, потврдивте дека секоја институција завлекува на своја страна уште еден факт дека не била исполнета интенцијата за која што била на законодавецот во однос на регулирање на статусот на сите овие лица. Вклучително, од моментот на донесување, како и што самата напоменав, до моментот на потребата од продолжување, односно донесување на измени и дополнување на законот во насока единствено на рокот на поднесување на барања, дали во овој период од страна на надлежните институции не било согледано дека актуелното законско решение не може да понуди решавање на ваквиот проблем, со оглед на тоа што вие во вашите анализи многу суштински и децидно од ова што го разгледав сте навеле дека има суштински проблеми и дека треба суштински да се седне да се поразговара. А за возврат на тоа се пристапило единствено кон продолжување на рокот на поднесување на барања, односно одлагање на болката. И вие во еден од заклучоците велите народниот правобранител препорачува државата преку институциите целосно да ја превземе одговорноста за идентификација, регистрација и вклучување на правно на невидливите лица во системот, односно повеќегодишниот проблем со неевидентираните деца лица да го реши на системски начин и трајно со почитување на меѓународните конвенции за правата на детето и домашната регулатива, при што здруженијата на граѓани како нивни партнери соработници можат да помогнат во активностите на мапирање, информирање и обезбедување на помош со прибирање на потребната документација за нивна евиденција. Покрај сите овие укажувања не се пристапило кон суштествено решавање. Дополнително, после овој изминат долг рок, дополнително се најавува носење на нов закон. Моето конкретно прашање е дали во носењето на новиот предлог на закон кој што го најавија од министерствата сте директно вклучени и дали се имплементирани вашите забелешки, со што сметате дека ќе биде имплементиран и ќе биде крајно надминат овој проблем. Благодарам. Благодарам, колега.